За најчестите митови поврзани со карциномот, но и за вистините подкрепени со факти. Денеска зборуваме со професор доктор Дева Петрова, специјалист по онкологија во Аџибадем Систина. Професорке, добар ден. Добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден и добро ве најдов. Дали навистина знаеме што е вистина, а што мит кога станува збор за карциномот? Што од сето она што секојдневно го слушаме е подкрепено со факти, а колку од сето тоа е заблуда што непотребно создава анксиозност и нервоза кај пациентите? Така, она што е вистина, можам да кажаме дека се уште малигните болести се актуелен здравствен проблем и дека тие се практично најчестата причина за смртност после кардиоваскуларните болести. Значи, бројот на новозаболени расте, тоа е вистина, но пак имаме нови методи на лекување и доколку пациентите се откријат во ран стадиум, значи оваа болест е излечива. Тоа значи тоа е уште една вистина. Митот е дека е тоа нешто што е неизлечиво и морам да кажам дека факт е дека излекувањето на малигните болести е можно само со користење на методите на стандардната медицина. Мислам дека е мит доколку мислиме дека тоа може да се лекува на некој друг начин. Така. Делот, ова што го споменавте, делот овие дилеми, односно митови, се наоѓаат и на нашата листа, која што денеска ќе ја разјаснуваме редоследно, можеме да ја погледнеме веднаш на видеот зидот. Првиот мит, карциномот е смртна пресуда, веќе всушност го разјаснивте. Да. Тоа значи дека голем дел од карциномите можат успешно да се лекуваат. Да, значи најголемиот дел од малигните болести успешно се лекуваат доколку рано се откријат. Значи, јас не сум љубител многу на проценти, но во прв стадиум од болеста, кај сите локализации, кај сите типови на малигни болести, 5-годишното преживување или тоа во онколошки смисол, терминолошки, значи излекување, е кај скоро 95, некогаш и 99% од случаите. Доколку одиме во понапредната фаза на болеста, значи како болеста се открива во понапреднат стадиум, втор, трет стадиум, тој процент на 5-годишно преживување или излекување се намалува и вистина е дека доколку болеста е метастатска, проширена во некој далечен орган, станува збор за болест која што не може комплетно да се излекува. Но сето тоа е релативно, бидејќи да речеме и кога станува збор за некои други хронични болести, како што е хипертензија, зголемен крвен притисок или да речеме диабетот, исто не можеме да збориме за излекување, но станува збор за контрола на болеста, бидејќи и тие болести знаат да бидат сериозни, последиците од тие болести понекогаш може да бидат со непосакуван исход, со смртен исход. Значи не е тоа само проблем на малигните болести, така и кај метастатските болести исходот најчесто е неповолен, но сепак со современата медицина можеме да се пофалиме дека тој хроницитет или таа контрола на болеста некогаш може да трае и по 10-15 години. Така да не е дури и во најстрашниот случај кога болеста е метастатска, сепак има некои оптимистички така оптимистички варијанти, има надеж за пациентите и не треба секогаш тоа да се зема како да е дојден крајот и нема понатаму никаков излез од таа ситуација. Да не бидам сватена погрешно, има и ситуации од кои што навистина нема излез, но тоа се, да речеме, поретки состојби каде што болест е агресивна, каде што пациентот не се јавил навремено на преглед, значи не се спроведени сите диагностички методи навремено за да се дојде до соодветна диагноза и да се отпочне лекувањето. Значи може да се живее долг и квалитетен живот и после поставувањето на диагнозата. Ова првото на нашата листа е мит. Преминуваме на следното, точно или неточно. Ако немам симптоми, значи сум здрав. Дали е точно дека поголемиот број на малигни болести не даваат никакви симптоми во првите фази? Сега да, овде имам еден парадокс, нели велиме, ако се открие во раниот стадиум, излекувањето е во 95% од случаите комплетно, може да кажеме дека излекувам пациентот со оперативниот третман и слично,
Но од друга страна пак болеста кога е во прв стадиум најчесто не дава никаков симптом, бидејќи туморчето пациентот се чувствува здраво, туморчето е мало, не прави никакви проблеми, тоа пациентот не го чувствува. Затоа значи не значи и дека кога пациентот се чувствува дека нема тегоби, дека е потполно здрав. Но затоа пак постојат прегледи, ние тие ги викаме скрининг прегледи, кои што се наменети токму за здравата популација, со цел да овие болести кои што може да бидат асимптоматски, во почетните фази се откријат навреме. Такви прегледи се да кај жените ехо на дојка, мамографија, кај мажите да речеме анализа на тумор маркерот простата специфичен антиген кој што може рано да ни го открие карциномот на простата, потоа колоноскопскиот преглед или тестот за окултно крварење во изметот, исто така е еден од скрининг методите за рано откривање на карциномот на дебело црево, што значи дека сето ова што се советува од стручната фела, најчесто после 50-та година од животот, за поголем дел од овие скрининг прегледи, бидејќи инциденцата или бројот на новооткриени случаи расте со возраста на пациентот. Како напредуваме со годините, шансата да добиеме или ризикот од малигна болест се зголемува и затоа поголем дел од овие тестови ПСА, специфичниот овој тумор маркер за карцином на простата после 50-та година се советува да се контролира, колоноскопските прегледи исто така после 50-та година. Кај жените беше доскоро после 50-та, сега веќе малку спуштена границата, така да се смета дека после 40-та година од животот треба да започнат со редовни прегледи на дојките, а исто така и гинеколошкиот преглед, заборавив да го спомнам тука, и ПАП тестот кој што може да ни доведе до рано откривање на карциномот на грлото на матка. Значи не секогаш кога сме здрави, навистина сме здрави, но и не треба да станеме хипохондри, секој минимален симптом да го поврзуваме со некаква многу сериозна болест. Постои едно правило да било кој симптом кој што трае подолго време, 2-3 недели, повеќе од 1 месец, заслужува внимание, инаку за се треба да имаме и малку трпение, да сочекаме, не мора веднаш на лекар и да се продлабочуваат испитувањата непотребно, заради тоа што можеби никогаш ќе го одземеме местото на некој на кој што навистина му се потребни. Но треба да внимаваме и да ја користиме можноста за овие превентивни прегледи. Но не за сите типови на карцином постојат превентивни прегледи, односно скрининг. Така е. Што во таков случај? Во таков случај немам избор, искрено. Немам одговор на тоа прашање. Доколку нема симптоми пациентот, и никој од нас не оди на лекарски преглед да се прегледува, освен ова што го спомнавме со превентивните прегледи или скрининг прегледите. Во тој случај е многу важно да си го познаваме собственото тело. Доколку приметиме некое отстапување, да речеме некоја слабост, малаксалост, некој замор кој што трае подолго, губиток во телесна тежина, некои општи симптоми кои што не мора на ништо да укажуваат специјално, може би треба да побараме нели совет лекарски, па лекарот е тој како стручно лице, нашиот матичен лекар кој што ќе процени дали таа состојба заслужува продлабочување, понатаму со некои дополнителни исследувања или се работи нормално за некоја нормална физиолошка состојба. Значи никогаш не правиме некакво испитување од типот компјутеризирана томографија или магнетна резонанца за секој случај. Значи тоа е или тумор маркери за секој случај? Не, тумор маркери исклучиво и тоа мислам исклучиво не за диагностицирање, бидејќи никогаш дури пациентите нели ќе се пофалат, познат ни е лекарот, па не прати да направиме тумор маркери, ќе добиеме некоја вредност која што апсолутно не мора да биде одраз на некоја болест, зголемен тумор маркер, и
и тоа само го внесува пациентот во непотребен страв, а кај лекарот отвара некоја дилема непотребна, најчесто непотребна, бидејќи туморските маркери не се дијагностичка процедура, освен ова што рековме, простата специфичниот антиген кој што има дијагностичка вредност, не се дијагностичка метода преку која што можеме да откриеме малигна болест. Така, не се покачени само доколку пациентот има малигна болест, туку има и други состојби што може да доведат до нивна промена. Воспаленија, значи и други состојби кои што може да доведат до зголемување на туморскиот маркер. Велиме, не се ниту строго специфични, ниту сензитивни. Имаме и состојби каде што пациентот е со она што би рекле вие, не значи ако се чувствувате дека сте здрави, исто така не значи ако туморските маркери ви се нормални, дека немате малигна болест, бидејќи имаме и обратни ситуации кај што пациентот дури има и метастатска болест, а туморските маркери се нормални. Се мирни. Значи не се подпираме на нив. Така. Има многу други порелевантни и важни моменти во поставувањето на дијагнозата. А веќе кога сме кај симптомите и знаците на болест, дали напреднатата фаза на карцином, на малигно заболување, секогаш е болно? И тоа исто така е добро прашање. Не мора да значи. Има многу пациенти кои што одлично се чувствуваат и кога имаат метастатска болест. Значи болеста се открива на случаен преглед, да речеме на обичен ултрасонографски преглед на стомакот, се открива дека пациентот има метастази во црниот дроб, тој воопшто нема никакви симптоми, потоа почнува истрагата од каде тргнала болеста, значи која е појдовната точка, каде е примарното жариште и се прават дополнителни исследувања, така да не мора секогаш да значи дека е болна. Тоа зависи од тоа или дали имаме засегање, колку е голем туморот, колку притиска на соседните органи, ако доколку врши притисок, нели тоа може да предизвика чувство на болка, доколку има засегање, да речеме, на некој од соседните нерви или нервни сплетови, ако имаме, да речеме, промени на коските, но тие треба да бидат поопсежни, да имаме некоја деструкција на коската која што е позначајна за да доведе до таква интензивна болка. Инаку има и промени на коските, метастази на скелетот кои што може да бидат безболни доколку се мали и не прават некоја позначена деструкција на коската. Професор, кодиме понатаму. Уште една дилема ќе разгледаме, а таа гласи: хемотерапијата е полоша од болеста. Знаеме дека хемотерапијата може да биде поврзана со бројни несакани ефекти, но може ли понекогаш терапијата со неа да биде полоша и од самата болест? Не би се согласила дека е полоша од болеста, бидејќи основната цел на хемотерапијата е, ако вака ја направиме инверзија или на реченицата, основната цел на терапијата е да ја лекува лошата болест. Така да не може да биде полоша од болеста, но може во контекст на ова претходно што го дискутиравме, пациентот се чувствува здрав. Нели, дури кога има малигна болест и да речеме тоа ќе се разреши со хируршки третман и тој потполно се чувствува здрав, нема тегови, но кога ќе почне онколошкиот третман со хемотерапија се јавуваат одредени нуспојави или реакции од терапијата кои го прават да се чувствува болен. Во тој смисол може да го прокоментирам дека хемотерапијата личи дека е или наликува дека е полоша од болеста, но сепак тоа се времени реакции, првите неколку дена после терапијата, после тоа пациентот се опоравува, таа состојба повторно нормално се чувствува до следниот циклус и морам да кажам дека кога ќе се стави на вага што се добива, што се губи, мислам дека секако дека има многу повеќе корис отколку штета од апликацијата и примената на хемотерапијата. Тоа им го објаснувам и на пациентите, се разбира дека ние не би ја применувале како метода на лекување, доколку повеќе му наштетуваме на пациентот отколку што има корист од тоа. Имате понекога ситуација во која што треба да се убедувате дека тоа е добар избор? Има пациенти кои што поради сите информации, односно дезинформации што ги прочитале, се обидуваат да се откажат од терапија? Така е, да. Најчестиот мит, нели, е дека хемотерапијата, лековите, фармацевската индустрија е дека се тоа
препарати кои што се комерцијални и дека е тоа малку искомерцијализирана медицина и дека ние го знаеме лекот во во стручната фела или во фармацевската индустрија, но тој не се кажува и го криеме и затоа се лекуваат пациентите со овој тип на стандардна медицина. Тоа е најчестата и најголемата заблуда кај пациентите. Точно е дека овие лекови не може понекогаш да ни ја дадат посакуваната ефикасност која што ние сакаме да ја добиеме и да можеме сите пациенти што ќе примат хемотерапија да ги излекуваме и да им кажеме и покрај тоа што ќе поминете низ овој тежок пат на лекување, на крајот со завршувањето на хемотерапијата сме поставиле точка на овој процес и вие сте комплетно излекувани. Искрено како онколог тоа ми е најмногу вака криво и непријатно, дека не можам да го ветам тоа на пациентот. И тоа е вистина, дека и покрај тоа што некојаш овие лекови се прескапи и новите лекови од типот на имунотерапија, целна биолошка терапија, пациентите ќе чујат од медиумите открија нов лек во лекувањето на малигните болести. Најчесто се тоа многу спектакуларни најави, но ние што сме во таа гранка од медицината и ги пратиме конгресите, стручните часописи, студиите, како еден лек влегува во стандардната пракса и како се прогласува за многу ефикасен, знаеме дека доведуваат до подобрување на состојбата, ова зборам за метастатската болест, но и кај оние кои што се даваат превентивно, може да го подобрат исходот од лекувањето, но ниту за еден лек не може да се каже дека овој лек е тој што доведува до 100% излекување. Па колку и тој да биде скап, сите пари, некојаш тоа народот што го рекол, парите некогаш не се доволни за да се излекува одредена болест. Професор, ке не секој пациент е кандидат за хемотерапија? Како се проценува? Каде хемотерапијата би имала ефект? Посакувана, каде нема да има воопшто? Така, значи, не кај сите малигни болести се применува хемотерапијата како начин на лекување. Има одредени болести, како што е да речеме карциномот на бубрек, каде што до скоро време, освен хирургијата, немавме голем избор во лекувањето. Во поново време сега се користат целни препарати, биолошка терапија и имунотерапија, но поголем дел од малигните болести се лекуваат со хемотерапија. Сега зависно од стадиумот на болеста, некај секој стадиум има потреба од давање на хемотерапија, најчесто кај повисоките стадиуми. Има одредени болести како што е карциномот на дојка, ако има туморот на дојка добри перформанси, ако има позитивни хормонски рецептори и слично, има многу, да не ја заморувам сега публиката со некои многу стручни термини, меѓутоа може да се користи хормонска терапија, тоа е еден вид исто така на таргет терапија. Денеска во медицината се применува во онкологијата посебно тој индивидуализиран пристап во лекувањето, каде што терапијата и потребите во лекувањето се кројат зависно од секој пациент поединечно, од неговите, како да кажам, коморбидитети, возраста, зависно од типот на туморот, стадиумот на болест, генетскиот профил, биологијата на туморот и слично. Значи нема некоја уникатна терапија која што е за сите подеднакво. Ајде да разјасниме уште една дилема. Вели, само луѓе со генетска предиспозиција добиваат карцином, односно добиваат малигна болест. Колкав удел има генетиката во појавата на болеста, а колкаво е значењето на животниот стил, на факторите од животната средина? Па, една од вистините што можам да кажам за малигните болести е дека не го знаеме вистинскиот причинител на болеста. И тоа е исто едно од прашањата на пациентите, па докторке, кога јас ова сум го добил или добила, колку време требало за да порасне овој тумор, или дали може би имав стрес или одредена ситуација можело да има влијание, еве
во неврзан разговор нели пред емисијата рековме дали вакцините кои што беа актуелни во тек на ковидот можеби имаат одредено влијание во појавата на малигни болести сега во последниве години. Точниот одговор е дека не знаеме. Не ја знаеме точната причина, ние можеме само да збориме за ризик фактори. Има една голема палета на ризик фактори кои што може да доведат до малигни болести. Велиме дека тоа се ендогени, поврзани со пациентот, значи со пациентот или пациентката и екзогени фактори кои што се поврзани со средината. Во однос на генетските фактори, тие се едни од ендогените фактори. Во основа малигните болести се болести кои што се иницирани од некаква промена во генетскиот материјал. Значи, иницијално доаѓа до одредена мутација, сега ние не знаеме на кое ниво тоа се случува, но во основа тоа се болести кои што настануваат како резултат на одредени генетски мутации. Нашиот организам е толку совршен да одредена промена и во генетскиот материјал не мора секогаш да резултира со манифестација во болест, бидејќи имаме можност, значи, за репарирање на дефектите на наследниот материјал, на ДНК. Имаме механизми кои што, да речеме, тамо каде што настанала таа мутација, понатаму тие клетки може да се исклучат од понатамошна делба, да дојде да се активира процес на апоптоза или само уништување, многу нивоа на кои што организмот се заштитува од појавата на малигни болести. Значи, имуниот систем и генетиката треба на многу нивоа да закажат, значи да потврлат така, за да дојде до појава на малигна болест. Ние викаме не една мутација, туку серија на мутации, серија на контролни механизми треба да отсуствуваат или да не функционираат за да дојде до појава на малигна болест. За другите, овие што рековте фактори поврзани со стилот на живот секако се многу значајни, значи пушењето, начинот на исхрана, конзумирањето на алкохол, намалена физичка активност, сето тоа се одредени ризици, така да колку повеќе ризик фактори имаме во множеството, тоа може на крајот нели да ни го зголеми ризикот од појава на малигно заболување, изложеноста на аерозагаденост, на други токсични материи, значи оние пестициди во исхраната, хемиски материи и слично, изложеност на зрачење, посебно ние професионално, нели, што се изложени луѓе што работат во рудници, во медицина, еве установи каде што се применуваат нели ионизирачки зраци, дали во диагностика или во терапија. Едноставно има голема палета на ризик фактори. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контакт на професор доктор Дева Петрова, специјалист по онкологија, е денешна гостинка во студиото на Телма и таа ги дава одговорите на бројните наши прашања, но секако и на вашите дилеми и сето она што ве засега и е поврзано со темата на која што говориме. Продолжуваме понатаму. Следното го дефиниравте како мит, дека алтернативната медицина може да го излекува ракот. Видете, јас, например, многу верувам во традиционалната медицина. Медицината започнала како традиционална, лекување со билки, таков тип на лекување, да, тој може да помогне некој да се чувствува подобро, или уште останало од времето, ако се исечеш да ставиш лист од одредено растение кое што помага да зарасне раната побрзо. Кантарионот го знаеме, или кантарионовото масло како една субстанца која што помага исто така во епителизацијата, дури некои луѓе нели за тегуби со желудникот го користат и слично, но генерално основата во лекувањето на малигните болести како и на другите болести е стандардната медицина. Тоа е тоа на што ние се подпираме. Ова што велиме алтернативна, во светот постојат такви установи кои што се бават и таа медицина се вика комплементарна, значи на оваа стандардната, каде што има одредени методи кои што се применуваат во лекувањето на овие пациенти, но тие повеќе доаѓаат како помагање на стандардниот третман, не како основен третман во лекувањето. Имаме гледач, ја потоа ќе се задржам уште малку на оваа дилема, но ќе му дадеме предност на гледачот, се извинувам и на неговото прашање. Добар ден. Добар ден.
Повелете. 2010 оперирана сум аденокарцином на ендометриум и 25 зрачења. Број 1 беше карциномот. Сега имам проблем со кичма и треба да правам физикални терапии. Дали има ограничување, тогаш ми рекоа дека не смеам да правам, бидејќи се поминати 15 години за да можам да правам физикална терапија. Така, ова е едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во емисија и што го поставивте и во уште една дилема да разјасниме. Дали може физикална терапија? 15 години по Така, може, секако да. Може да се примени тоа, колегите физиотерапевти или кои што се бават со таа гранка, ги имаат тие податоци, знаат кои од методите во лекување од физикалната терапија може да ги применуваат. Мислам дека нема некоја посебна забрана. Ние генерално им велиме на пациентите да не користат бања, термални води, каде што температурата е повисока, еве конкретно и за пациентката да не оди во бања или да стои подолго време во топла вода, заради тоа што се смета дека топлината може на некој начин да индуцира одредени процеси, но доколку има тегоби пациентката, физикална терапија воопшто не е забранета, посебно после толку години. А за време на лекување? За време на лекувањето може да се применува, сега зависи нели која метода би се применувала и во кој дел од телото, кај пациентки оперирани со карцином на дојка, бидејќи се вадат лимфните жлезди, обично тој дел, таа рака, таа страна, не советуваме да се изложува на струја, на некои терапии кои што се поврзани со струја, може да биде тоа масажа, може да бидат некои други методи. Кажувам, тоа е во доменот на специјалноста за физикална терапија и строги рехабилитација. ограничувања. Нема. Да ги слушнеме прашањата и на следните гледачи во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, го очекуваме вашето прашање. Повелете. Јас само сакам да ја поздравам докторката. Така. И да се сети на еден пациент Владимир од Битова, Неже и докторката Славица. Тој е здрав и жив. И е добар. И благодарение на овие лекари. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Мислам дека го знае случајот. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма и што го споделивте вашето искуство. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. Ке го замолам да го намали тонот на телевизорот. Мислам дека тоа е проблемот што не успева успешно да се вклучи во програма. Уште една можност за него. Добар ден. Добар ден. Дали сум во програма? Во програма сте, повелете. Убави ден. Благодарам. И како гледачи ви заблагодаруваме дека ја поканивте најдобрата онколог докторка во Република Македонија. Горди сме што имаме, посебно за Систина, да се горде со доктор Дева Петрова. Поздрав горе. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ни секогаш внимателен избор правиме на гостите што се со нас во студијата. На гледачката. Професор, ќе се задржиме уште малку на алтернативните методи на лекување. Не конкретно на алтернативната медицина, туку она што луѓето го применуваат кај нас како опција за лекување. Некои се стават на строги диети, на диета со сокови, потоа земаат сода бикарбона, масло од канабис, варова вода и уште низа други суплементи и препарати. Дали тоа дава ефект? Што од сето ова би издвоиле како нешто што може да помогне во процесот на лекување, а што никако не би препорачале? Па, не можам да кажам дека сум убедена оти тоа дава никаков ефект. Генерално ние на пациентите им велиме дека нема потреба од такви дополнителни препарати. Варовата вода апсолутно не. Значи, што се однесува до соковите, тоа може. Секако е корисно природни сокови исцедени да се конзумираат и за секој од нас е тоа корисно, не само за пациентите, само што темпото на живот денеска е такво да ние само кога ќе се разболеме се
тогаш ќе се сетиме дека така може да си комплетно се од исхраната, само сокови пијат со денови. Таков некој рестриктивен режим или комплетно исклучување на одредени продукти, ние не советуваме. Значи, ние советуваме пациентот да си продолжи со една нормална, избалансирана исхрана, каде што ќе имаме подеднакво внеси на протеини, на јаглени хидрати, значи на месо, не исклучуваме месо, значи тоа нормално велиме да не е доминантно во исхраната, но исхраната за пациентите со малигни болести треба да биде идентична како на сите нас останатите. Значи тоа што е здраво треба да се применува и кога е човек здрав и кога е човек болен. Не правиме тука некои посебни исклучоци, сега тие можеби да имаат заради падот нели на општата состојба поради третманите, терапиите, да имаат зголемена потреба од внес, да речеме, на витамини. Советуваме мултивитамински некој препарат, но еден таков. Да имаат физичка активност која што ќе биде прилагодена на нивната состојба. Не можеме да им кажеме сега да пешачите 1 час секој ден, ако не се во можност тоа да го направат, но ќе си ја прилагодуваат активноста според нивните можности. Значи, исклучителни диети од тоа комплетно вегани да станете, да се исклучи месо или само на сокови, или изгладнување, диети од типот на изгладнување, на тој начин ќе го уништиме туморот, се апсолутно неприфатливи и сме виделе такви случаи кои што биле упорни, се изгладнувале, на крајот човекот станува коска, а туморот останува или станува уште поголем од тоа што бил. Значи, тоа не се начини со кои што се лекува оваа болест, но, да речеме, одредени работи може да помогнат. Како кога е човек вознемирен, му се советува навечер да се напие чај од камилица или од мајчина душичка. Значи, таква традиционална медицина, препарати кои што може да му помогнат, магнезиум, калциум, значи шумливи таблети, мултивитамини, некои минерали дополнително, да се подобри исхраната ако може, зашто има луѓе кои што имаат апсолутно компрометирана исхрана. Имаат еден оброк дневно, додека претходно, нели, пред да се разболат, воопшто не внимавале на начинот на исхрана, не си правеле свежи сокови, значи велиме исцеден сок од цвекло, од портокал, од морков, наутро, нормално дека може да биде корисно, но не може човек да живее или енергетските потреби да му се задоволат само со тој тип на исхрана. Сега нормално, ако има одредени нарушувања кај пациентот во гастроинтестиналниот тракт или одредени алергиски состојби, како што е алергија на глутен, може тоа да биде алергија и на некои други препарати, нели млечни препарати, пациентот ќе си ја прилагоди исхраната или ќе избегнува тоа што му пречи. Тоа е нормално и корисно и го советуваме. Но доколку може да јаде, нема проблеми со исхраната, а да се изгладнува или да се става на некоја, да се постави на непотребна рестрикција во исхраната, не советуваме. Ниту пак има некакво влијание врз исходот на болеста. Така, веќе вие дадовте одговори на следните две дилеми, кои што велат се што е канцерогено треба да се избегнува по секоја цена. Конкретно за продукти како што се црвено месо, месни обработки, скара, што велите за тоа? Ако продолжите да набројувате, не знам дали ќе остане ништо. Се најде на таа листа. Газирани пијалоци со адитиви, така е, вода која што е флаширана во пластични шишиња, која што ја конзумираме сите. Значи, ако така изанализираме длабински, веќе нема ништо здраво на планетава. Останато благодарение на нас луѓето, нели? Пошто многу внимаваме. На крај, кога ќе дојдат сериозните работи, се запрашуваме зошто ни се случува ова, еден од чинителите сме ние. Така да не би можела да издвојам дека некој продукт, нормално на што го набројавте се, ние знаеме дека препарати кои што се, например, продукти димени, конзервирани, да речеме, со додадени адитиви, ова што рековте газирано, ние велиме што не е здраво за сите, не е здраво и за вас. Значи, нема нешто специјално или да го прогласиме дека е канцерогено, не би можеле. Значи, нема... Треба да има подкрепа, доколку имаме јасна подкрепа, сигурно би го исклучило од употреба, дека е сигурно канцерогено. Значи, тоа се све работи кои што се на ниво на шпекулација.
Така, шеќерот го храни карциномот, па треба целосно да се исфрли од исхраната и тоа го појаснивте, дека има пациенти кои што се изгладувале, ослабеле, но болеста останала. Да. Значи, нели постои тоа дека се што е бело брашно, бело во смисол шеќер, сол, сето тоа е штетно и може нели штетно да влие на пациентот. Да, шеќер, нормално никој од нас не јаде шеќер да го конзумира така, користи дискретно во одредени продукти, колачи кога спрема или за солта исто и кардиолозите уште повеќе од нас наведуваат колку е тоа штетно и колку минимално треба да се користи, бидејќи сите продукти што ги користиме имаат одредена количина на сол. Значи се што е умерено, избалансирано, правило што важи за сите работи во животот, важи и тука. Постои теорија, нели, и тоа е точно дека, да речеме, храна која што се базира целосно само на животински продукти, представува ризик од појава на малигно заболување на гастроинтестинален тракт. Но тоа е храна, збориме за екстреми тука. Ако секој ден се јаде месо, ако не се консумираат другите, да. Но ако збориме за баланс, од кој што еднаш или два пати во тек на неделата ќе консумира месо пациентот, еднаш риба, неколку пати ќе јаде вегетаријанско јадење, значи кое што не ги содржи овие продукти, нормално дека е тоа здрава исхрана. Сега ова да не навлегувам јас во доменот на нутриционистите, може да има некој нутриционист ке ми се спротивстави со факти, но тоа што ние го препорачуваме на пациентите и никаде во нашите препораки не стои дека пациентот треба да биде на некој специјален режим на исхрана. Во поново време се вели дека D-витаминот е голем протектор од малигните болести, дека има големо значење нели во заштитата од појава на малигни болести и треба понекогаш да се направи анализа да видиме дали има дефицит на тој витамин и евентуално да се надополни тој дефицит ако има потреба. Имаме малку време, уште многу дилеми. Јас би се задржала на она кое што е исклучително често и создава страв дека биопсијата може да го прошири ракот. Не е точно. Значи тоа не е точно. Не е точно. Не може да разбуди болеста, не може потоа клетките од карциномот. Тоа е стандардна процедура за поставување во онкологија, диагноза без биопсија нема. Значи не само тука, потекнува овој страв? И оваа заблуда? Најверојатно претпоставувам потекнува од тоа дека најчесто ние кожни промени, како што е меланомот, ако како да кажам, се чеша, се гребе, се раскрвари, дека нешто може да направи да се прошири, ако му се зема од тоа, дека таква некоја механичка иритација, ако ја сватиме биопсијата како механичка иритација, бидејќи се зема нели материјал со игла, најверојатно луѓето сметаат дека е тоа како да кажам, ризик дека може болеста да се прошири. Бидејќи обично нели се што е така на кожа промена треба да се оди, не треба да се лекува, да се гори и треба да се оди кај дерматолог за да се види за што се работи. На тој начин може да се влошат работите, ама со биопсија не. И секој стручен знае каков тип на биопсија во одредена ситуација треба да се примени. Нема во ниедна болница никаде во светот да се постави диагноза без биопсија. Значи тоа е златен стандард? Да, тоа е златен стандард, да. Со биопсија. Има повеќе типови на биопсија, но за тоа во некоја друго издание на може да биде ликвидна, само со крв да се земе, ама таа се уште не е диагностичка, повеќе за други процедури се користи, значи најчесто се зема материјал со тенка игла или со кор биопсија, парче од кило. Професорке, само жените добиваат рак на дојка? Не. И тоа не е точно, значи најчесто добиваат жените, но поретко се случува карциномот на дојка да се јави и кај мажи. А што е со мобилните телефони, зрачењето, постојат ли некакви истражувања кои што ја докажуваат врската помеѓу карциномите, односно ризикот за појава на карцином и зрачењето од мобилниот телефон? Може да се смести во ризик фактори, но како директен причинител не би можел да се каже. Да, може да се смести во групата на ризик фактори. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за убавите појаснувања поврзани со најчистите заблуди со карциномот. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство.
Почитувани, ова беше се во денешното издание на Телма Амбуланта. Ви благодарам што и денеска бевте со нас. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути, кога зборуваме за здравјето.